Добар ден во дневникот на Канал Плюс. Кои се настаните кои го одбележаат 20-тиот ден на август? Останете со нас, почнуваме веднаш по најавата. Становите за социјално загрозените семејства го решаваат стамбениот проблем на најранливата категорија. Продолжува изградбата на вакви станови на истокот. Расте бројот на семејства кои се одлучуваат за трето дете. Македонска Каменица е општина со најголем процентуален пораст на трето родени деца. На покана од Хрватската боречка федерација, Дарко Рунчев од џиу-џицу клубот Самурај од Штип отпатува во Сплит на меѓународната ревија во боречки спортови. Да се реши стамбеното прашање е тешка задача, но посебно тешко е за младите брачни двојки, за семејствата со ниски примања и корисници на социјална помош, за самохраните родители и другите социјални категории. За помош на овие лица владата изгради станови во неколку градови, меѓу кои Штип. Заради постојаната потреба од вакви станови, изградба се планира и во наредниот период. Решавањето на стамбеното прашање е тешка задача за секој, а посебно за социјално ранливите категории. Со реализација на проектот на владата на Република Македонија за изградба на социјални згради се помага токму на овие категории на граѓани. Во почетокот на март 2014 година беше свечено пуштена зградата со социјалните станови. Значи таму се сместија 91 семејство. Значи тоа по различен основ, значи тоа беа самохрани мајки, лица со социјален ризик, социјални ромски семејства, лица со инвалидитет. Значи тие беа категории по кои беа доделени становите. Значи имаше јавен оглас, по него се јавија повеќе околу 160 кандидати, беа избрани 91. Значи ќе требаше уште една зграда минимум за да се задоволат сите во тој момент. Инаку комуницираме со луѓето, секако тоа се наши станари со кои имаме договори. И постојано сме во перманентна комуникација, значи ние се грижиме за одржување на зградата, за наплата на киријата, така да сме во една перманентна комуникација. Убаво е што државата успеа да згрижи 91 семејство. Добитниците на социјалните станови задоволни од реализацијата. Лимонка Николова, самохрана мајка од Штип, вели дека е социјален случај од пред многу години. 7 години имам живеано под кирија со двете деца. И сама сум се грижила за нив, се сама. А сега е многу по-добро кој имаш покрив над главата. За разлика кој сум била под кирија. Јас сум социјален случај пред многу години. Самохрана мајка на две деца. За разлика од претходно, сега е многу по-добро. Документи спремање, брзо се направи зградата, брзо ги доделија. Од страна на владата се е окей. Во Кочани започнаа подготвителните активности за изградбата на станови наменети за лица со социјален ризик и други ранливи категории. Ке бидат изградени 43 стана со површина од 35 и 45 метри квадратни, кои ќе бидат наменети за социјално загрозените семејства. Најавено е дека ќе се градат социјални станови во Пробиштип и Свети Николе. 22 милиони денари доби Виница од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. До крајот на годината ќе финишира изградбата на патот Липеца-Сојница, а продолжува владината поддршка и на останатите општински проекти. Патот Липеца-Сојница, чија прва фаза од асфалтирањето беше завршена минатото лето, до крајот на оваа година конечно ќе се заврши целосно. Како што вети премиерот Груевски, владата продолжува со континуирана поддршка на проектите од интерес на жителите на општина Виница. Оваа година успеавме да обезбедиме и дополнителни средства за изградба на преостанатиот дел од патот во должина од 2,2 км. Така што се надевам дека во наредните неколку месеци овој пат ќе биде целосно изграден. Ова е уште едно од нашите ветувања, дадени пред виничани, и наскоро и ова ветување ќе биде во целост исполнено.
Минатата година беа асфалтирани 2 километри и 200 метри, а годинава ќе се доасфалтираат уште останатите 2 километри, за што веќе се одобрени средства од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој во висина од 15 милиони денари. Првиот дел во истата сума го финансираше Европската банка за обнова и развој. Од истата програма е одобрен уште еден проект за Виница во висина од 7 милиони денари за асфалтирање на локален пат во село Лаки. Владата во моментот работи на поставување на јавно осветлување на влезот во Виница од хотел Шагал па се до зоната за мало стопанство. И очекувањата се дека наскоро градот ќе добие урбанизиран изглед со сите атрибути на современо место за живење и престој. Со вакви слични проекти продолжуваме и во иднина. Владата на Република Македонија ќе продолжи со сета поддршка која даваме на општината Виница за сите проекти кои се од интерес на граѓаните, како и со реализација на сите владени проекти кои се од општо добро за целокупниот регион. Соработката со градоначалникот е одлична и така треба да биде. Кога владата има проекти, градоначалникот помага во подготовките. Кога градоначалникот има проекти, владата исто така помага максимално што може. А имаме и заеднички проекти. Инаку при неодамнешниот престој во Виница, премиерот најави изградба и на ново спортско игралиште, како и комплетна реконструкција на основното училиште Гоце Делчев, за што веќе се одобрени средства од буџетот на Министерството за образование и наука. Продолжува чистењето на коритото на река Брегалница во Штип. Денес механизацијата е лоцирана близу Новосело. Деновиве се чистат речните корита и дел од каналите и во општина Чешиново Облешево. Овие активности се од големо значење во превенирање на можни идни излевања на водотеците. Речното корито на река Брегалница кај местноста Лџеј во Новосело се санира. Веќе неколку дена машините интензивно го расчистуваат овој дел од Брегалница, каде се работи на проширување на коритото, бидејќи поради последните поплави има големи наноси на песок. Со уредувањето на каскадата на водоводната мрежа ќе се реши и проблемот со водата за пиење. И работиме на санирање на каскадата на главниот цевковод кој што ги врзува бунарите од локалитетот на Арама за водоснабдување на градот. Тука се работи за еден главен цевковод со некаде околу 60 до 80 литри во секунда, кој што ние мораме да го санираме за во наредниот период да имаме безбедно вода за пиење. Жителите кои живеат веднаш до река Брегалница имале проблеми со поплави во нивните домови, но сега со расчистувањето и санацијата на коритото, повеќе не би требало да ги доведе до иста ситуација. Па види, ја таму живеам ептен до реката и сега вие 2 години ми поплавува. Бидејќи тука направија се насипи. Наместо реката да си биде у своето корито, они насипаа насипи огромни и реката бега на таа страна. Сите куќи од оваа првата до доле пока реката ги поплавува. Пред 2 години, 13-та година кога не поплави, уште се сушат зидишта, мокро, мерише. А сега со чистењето на реката мислиме дека ќе се подобре. Се прошира коритото малку, а би требало и од оваа страна да се малку одземе. Сепак реката си го најде своето место. Не сум имал проблеми за поплава, меѓутоа се што се прави се е убаво. Ако се изчисти и овај дел и доле, ако се изчисти реката, сепак ќе се исправи коритото малку од малку. Само има многу нараснати дрва, шума, тоа треба да се ископа, да се канализира надвор реката и ќе биде добро. Граѓаните се пожалија дека проблем е и тоа што куќите се изградени пониско од колекторот. Тука од мостот надоле 5 канализации течат директно во реката. Не се уклучени у колекторот, бидејќи куќите се пониско од колекторот и не се презима нешто да се најде некој модел према мене да се соберат сите и таму после населбата да се отпушта, ако во колектора не може. Тоа ужасно смрде навечер. Поготово сега кога реката е мала, они се површински веќе. И тоа ужас, смрде, надвор течат. А риба се лове, продават риба, ловат риба у каналите тука и плюс тоа крсто, честниот крст го фрлат. Колекторот тече на средината фекали, пукнатие.
Техничкиот директор на јавното предпријатие ИСАР Игно Иванов изјави дека тие и максимално ќе работат на целосно санирање на речното корито, а со тоа ќе се решат повеќе пречки кои влијаат на населението. Со расчистувањето на самата река ќе продолжиме низ целиот град, ќе дојде до отстранување на некои дрва кои што се наоѓаат во самото речно корито и кои што можат да представуваат проблем во иднина ако дојде до поголема количина на вода, а инаку ќе продолжиме се до 4 километар со намера, се со цел да ги заштитиме и оние ниви на луѓето кои што ги обработуваат во овој дел од градот. Инаку пред извесен период се работеше на коритото кај градскиот базен, каде се направи поголем насип на песок за подобар проток на самата вода. Вчера околу 21 часот во Штип на улица Партизанска двајца полнолетни штипјани и едно 15-годишно малолетно лице физички го нападнале ЕД 40 години, при што малолетникот со тапиот дел од секира го удрил во пределот на главата, пошто нападнатиот паднал во безсознание. Истиот со возило на брза помош е пренесен во клиничката болница во Штип, каде му е окажана лекарска помош. Му биле констатирани тешки телесни повреди и бил задржан на лекување. По превземени мерки, двајцата осомничени се приведени и со истите е извршен разговор, додека по третиот се трага. Расте бројот на повеќе детни семејства во источниот регион. Процентот на третородени деца расте, а на истокот најголем раст е забележан во Македонска Каменица. За 6 години во оваа општина за 4 пати се зголемил бројот на семејства со трето дете. Се зголемува бројот на третородени деца на истокот. Мерките кои владата во изминативе години ги спроведува за зголемување на наталитетот покажуваат позитивни резултати. Последните податоци покажуваат дека на истокот се зголемува бројот на семејства кои се одлучиле на трето дете. Пример е Македонска Каменица, кај која во период од 6 години процентот на третородени деца се зголемил дури за 400%. Ако во 2008 година во оваа општина имало 4 семејства со 3 деца, во 2014 се родиле 16 деца како третородени. Така во општината Штип во 2008 година имало 29 третородени деца, за да нивниот број во 2014 година изнесува 67, што представува раст од 131%. Раст и тоа од 225% има и во помалата соседна општина на Штип, Пробиштип. Ако во 2008 година бројот на третородени деца во општина Пробиштип изнесувал 4, во 2014 година имало 13 третородени деца. Пехчево е за пример, зашто има раст на број на новороденчиња за 80% во споредба со 2012. И општина Зрновци како рурална општина во Источна Македонија е една од позитивните примери дека стимулациите за многодетно семејство се позитивни и даваат солидни резултати. Според Државниот завод за статистика во 2009 година во општина Зрновци биле родени 21 дете, додека во 2014 година бројот на родени деца е зголемен на 30. Наредниот прилог е за образованието. За 10 дена стартува новата учебна година. Училиштата во Кочани ги извршија подготовките за училишната 2015-2016 година. Подготовките за почетокот на новата учебна година се во теке во основното училиште Раде Кратовче. Се чисти училиштето, се подготвуваат училниците, а веќе наредната недела ќе се изврши и потребната дезинфекција и дезинсекција, изјави директорката Гордана Манева. Училиштето започна со подготовка на училишната зграда и училниците уште мај месец при крај, затоа што така беше договорено со донаторот на финансиски средства и јавноста веќе знае дека целото училиште, сите училници и холовите се избелени, цуклињата се средени, санирано е се што беше незавршено од ланска година со санитарните јази на првиот кат. Училиштето е исчистено со училници и холове од страна на нашите служители.
При крајот на наредната недела ќе викаме за дезинфекција и дезинсекција на училиштето, така е според датумот договорено со нивните служби. Наставниот кадар заедно со директорката го подготвуваат распоредот на часови и формирањето на паралелки, зашто, како што вели Манева, сите наставници имаат полн фонд на часови. Колективниот одмор заврши уште минатата недела, сите си присуствуваат, односно доаѓаат на работа, привршуваат, односно започна и ќе привршат до 25 е дадена временската рамка за нивните годишни распределенија, затоа што службата има задача заедно со мене да ги разгледа и учествуваат исто во изготвување, односно довршување на нашата годишна програма. Така планираме наредната недела до 25 и 26 да биде завршено. Само евалуацијата уште во јули месец е завршена, часовите се распределени, сите наставници си имаат полн фонд на часови. Годинава во ова училиште на 1 септември во училишните клупи ќе седнат 70 нови превачиња, за кои се подготвува свечаност со која ќе бидат пречекани најмалите ученици. Имаме 70 превачиња оваа година, од која што едно ни е во подршното училиште Нивичани, тоа се пак трите паралелки поделени овие наши дечиња. Веќе и наставничките кои што ќе водат прво оделение се подготвуваат за најубавиот ден за превачињата 1 септември, како ќе ги дочекаме со една мала свечена приредба и скромни подароци. И така да, јас се надевам дека ќе имаме успешен и добар почеток на оваа нова учебна година. И во останатите основни и средни училишта во општината се е подготвено за успешен старт на уште една учебна година. Утре вечер во Делчево целовечерен концерт ќе одржи Владко Илиевски. Настанот е во рамки на Топлиот културен бран, проект на Министерството за култура. Продолжуваат културно-забавните настани во Делчево во рамки на Топлиот културен бран. Утре вечер на летната сцена делчевчани ќе ги забавува македонската поп звезда Владко Илиевски. Голачките фолклорни средби го одбележаат Топлиот културен бран посветен на фолклорот и традицијата, додека целовечерниот концерт на Владко Илиевски е дел од забавните настани што општина Делчево под покровителство на Министерството за култура ги планира во текот на ова лето. Во рамки на Топол културен бран 2015 година на 21 август петок со почеток во 21 часот на градската летна сцена ќе настапи музичката звезда Владко Илиевски. Настанот е организиран со средства од Министерството за култура на Република Македонија и општина Делчево. Ве покануваме да дојдете и да уживате во концертот на овие наши музички звезди. Утре вечер на летната сцена, освен Владко Илиевски, ќе настапат и уште неколку гости од македонската естрада. Промоција на 2 книги од Жаклина Михајлова, штипјанка која 20 години работи како професор и новинар во Сиднеј, Австралија. Првите промоции на моите дела секогаш се во родниот град, вели Михајлова, која е автор на 5 поетски дела. Мислата дека да се биде и работи во татковината е едно од најубавите нешта, уште еднаш се потврди во реалноста. Имено промоција на своите 2 нови книги денес одржа авторката Жаклина Михајлова, која што току се врати од Сиднеј, Австралија, каде живее и работи веќе 25 години, но премиерната промоција на своите дела ја одржа токму во родното место. Бројот на книгите за сега е 5, но знаејќи го сензибилитетот и темпераментот на Жаклина Михајлова, јас сум уверен дека тој број во скоро време постојано не само што ќе се зголемува, туку што и ќе се збогатува, бидејќи во незиното творештво преовладува љубопитство за навистина широк спектар на теми и мотиви. И она што мене посебно ме радува, што Жаклина Михајлова е истражувач. Значи, таа не се преповторува, не пишува само една песна. Инспирацијата за пишување на своите книги авторката Михајлова ги наоѓа во секојдневните настани. Во Австралија таа твори на македонски јазик и секогаш се труди своите дела да ги промовира во средина во која живеат македонци, а македонската поезија читана на тие простори е доста цената, потенцираше Михајлова. Ќе промовираме 2 книги, едната е солирска поезија и носи наслов Двојник, а другата е поезија хаику, јапонска поезија и насловот е Цуд. Многу сум благодарна на моите пријатели кои што денеска организира оваа промоција токму овде во Штип, во местото од кое што потекнувам,
затоа што каменот си тежи на местото и секогаш од каде и да дојдам со многу среќна дека за првата промоција секогаш ми е во Штип. Целокупниот творечки опус авторката Жаклина Михајлова ќе го промовира на 25 месецов во поетската струга. Полицајци во Сент Луис застрелаа тинејџер афроамериканец кој врзнив пирил украден пиштол. Застреланото момче било идентификувано како 18-годишниот Минсур Булбеј. Другиот црнец кој успеал да избега исто така е тинејџер. Полицијата утврдила дека огненото оружје на убиениот е украдено, а на местото било откриен кокаин. Најмалку 6 египетски полицајци се ранети во текот на изминатата ноќ во експлозија на автомобил бомба пред нивната станица во Кајро. Цел на атентатот била зградата на државната безбедност во северен кварт на престолнината, во која била сместена една од египетските полициски служби. Зградата е делумно разурната. Непознато лице одеднаш го запре автомобилот пред зградата, излезе од него и се качи на моторцикл, пошто избега автомобилот експлодира, пишува во соопштението на Министерството. Телата на 17 патници од вкупно 54 заедно со екипажот кој што се наоѓа во авионот кој пред неколку дена се сруши во џунгла во провинцијата Папуа били извлечени од џунглата. Авионот се сруши во провинцијата Папуа поради лошите временски услови во тешко пристапен планински предел на подрачје од околу 15 километри од аеродромот Оксибел на истокот на земјата. Околу 100 локални жители ги извлекле посмртните останки на 17 жртви од шумата и ги однеле до градот Оксибел. Два спортски авиони се судриле на небото во западна Словачка. Според правичните информации загинале најмалку 7 луѓе. Се дознава и дека во авионите имало околу 40 лица. Несреќата се случила на висина од околу 1500 метри во близина на градот Илава, 150 километри северно од Братислава. Хамас тврди дека фатил делфин што служи во израелската морнарница и ги напаѓа неговите членови. Делфинот наводно бил патен пред неколку дена кога морнаричките командоси на Хамас забележале сомнително движење. Тие почнале да го следат ситачот и откриле дека е опремен со уред за надзор на подморските активности. Според изворите, делфинот имал далечински управувана камера и уред за испокување мали стрелки што може да убијат или тешко да повредат пливачи или нуркачи. Штипјанецот Дарко Рунчев, кој што е член на клубот за мешани боречки вештини Самурај од Штип на 22 август во Сплит, Хрватска, ќе учествува на еден од најдобро организираните турнири на овие простори, Six Fight Night Champion 2, на кој што друштво ќе му прави и македонецот Дејан Стефановски, кој што е член на клубот за мешани боречки вештини Будо од Велес. Дарко Рунчев го очекува многу тешка борба, бидејќи не само што ќе се бори со еден од најдобрите борци во Хрватска во категоријата до 77 килограми, туку тој ќе влези со 7 килограми полесен во борба, односно ќе тежи 70 килограми. Организацијата е доста популарна во Хрватска, се вика Six Fight Night Champion 2 и значи доста голем спектакл ќе биде. Ќе се надпреварувам во Сплит, во Хрватска, во мешани борички вештани во категорија од до 77 килограми. За разлика од мојот противник, јас сум полесен околу 7 килограми, имам околу 70 килограми. Мојот противник е доста познат во тој спорт во Хрватска. Се вика Лука Чирковиќ, гледав неколку борби, сметам дека можам да буквално кажам да се рамнам со него. Сепак иако противникот е доста цврст и талентиран борец, Дарко очекува победа на овој надпревар. Се надевам дека ќе прикажам добра борба, очекувам победа. Сакам да и се заблагодарам на мојот тренер Мирза Сендич, на спаринг партнерите Боби Коцев, Иван Трајчев, Дарко Јорданов. Инаку на турнирот во Сплит како специјален гостин ќе се појави еден од најдобрите кикбокс борци на сите времиња Ернесто Хуст, како и еден од најдобрите европски, односно светски кикбоксери на денешницата Младен Брестовац. Директниот пренос на настанот на Дарко ќе се случи на 22 август во 20 часот на програмата на Арена 2 Спорт.
Синоќа во рамки на турнирот во мал фудбал пробишти 2015 се одиграа два надпревари од А и Б групата. Во рамки на А групата, во надпреварот кој што се играше од 19:45, екипата на Бели Брегови загуби убедливо од тимот на Белфаст од Пробиштип со 0:5. Минимална победа од 1:0 во Б групата забележа тимот на Дами Пак Пробиштип, кои што го совладаа тимот на Аквапарк од истиот град. Вечерва во истите термини се играат уште два надпревари од А и Б групата. Во Б групата Ејам Штип го пречекува тимот на Дами Пак Пробиштип, додека екипата на Јаншпет од Штип го пречекува Белфаст од Пробиштип. Турнирот се одржува по повод 28 август, денот на општината Пробиштип и денот на рударите, а генерален покровител на турнирот е градоначалникот на општината Пробиштип Тони Тоневски. По завршувањето на надпреварите по групи кои што се играат до недела, ќе следуваат и полуфиналните надпревари, кога првата екипа од А групата ќе се сретне со второпласираниот тим од Б групата, додека во вториот полуфинален надпревар првата екипа од Б групата ќе игра со второпласираниот тим од А групата. Заврши дневникот во 16:30. Пријатно попладне и секое добро до нашата наредна средба во 20 часот.